Велес, градот на джинот. На Жинзифов. Градот на Главинов, на Гемиджиите, на шпанските борци Ганчо Хаджипанзов, Алексо Демниевски. Велес на Рацин, градот непокор во сета своја робска историја, го стемни последен пат во 1941 година. Тоа беше на 7 април, го разбудија хитлеровите штуки и бомбите. И потоа, урнатини на десетици куќи и смрт на повеќе луѓе. Фашизмот уште во првите моменти најави зошто доаѓа. И Велес го дочека. На повик на партијата тој се подготвуваше уште од порано. Спроти челичните окупаторски дивизии и организиран апарат, Комунистичката партија му го спротивстави своето револуционерно искуство, црпено од револуциите во светот и на својот народ. Таа му го спротивстави борбениот дух на своето членство, на работниците и селаните, кален со години во борбите против сите видови робство. И се редеа разни видови манифестации на незадоволство, кое полека се претвораше во бунт, револт и во револуција. За се ова стоеше партијата. Не помина ни една година, а окупаторот остана осамен со крст предавници. Во исто време окупаторот и натаму си го откриваше своето право лице. Участоците, затворите и логорите се полнеа со народни борци. И по една година, во участокот почнаа првите мачења. Но голем број не се даваа да паднат во окупаторските раце. Народот најнапред ги криеше по своите куќи и илегални скривници. Во оваа активност се вклучи и селото, а на 21 април 1942 се формира одредот Димитар Влахов. Преживјаниот борец Павле Игновски Секула се сеќава. Денот и местото на формирањето на партизанскиот одред се чуваше во тајност, а доваѓањето на борците стануваше организирано и во помали групи. За неколку дена бројот на дојдените борци достигна до 25 души. Наоружањето ни беше слабо, а тоа се состоеше од пушки, по 30 на куршуми, 2-3 бомби и 2-3 иштоли. Одредот беше лоциран на планината Лисец на падините на Солунска глава. Логорскиот живот, макар и спонтано, се одвиваше по одреден програм и план. На Себајле се стануваше во одредено време, следуваше обавезна физкултура, потоа следеа обуки, се вежбаше со рукување на оружјето, следеа политички часови, а денот завршаваше главно со
културно-забавна програма навечер, околу огнот, што го надополнуваше планинскиот амбиент. Вечерта во очи на 21. април 1942 година си легнавме со визијата на утрешниот ден. Предпоставуваме дека ќе се случи нешто крупно. И така стана. Некаде околу 10 часот ќе беше, кога падна пак командата да се построиме со оружје на зборното место. Постројувањето беше во една редица и по височина. Пред стројот излезе Димко Митрев, првиот политички комесар на одредот. Завладеа еден мълк, една тишина, напнатност, што ја пресекоа зборовите од својот пригоден говор на комесарот. Тој во говорот, меѓу другото, рече: денес званично се формираме во одред, во борбена единица. Денес сме малку, но утре ќе бидеме многу, ќе прераснеме во крупни единици. Ние сме тие што ќе бидеме и ја представуваме народната војска. Ако сме сега слабо наоружани со оружје, тоа се наоѓа во рацете на непријателот, ќе го отимаме и со истото ќе ги биеме се до нивното уништување и изгонување од нашата земја. Завршувајќи го својот говор, тој извади од джепот еден лист хартија со испишан текст. Тоа беше партизанската клетва. Ние, народните партизани на Југославија, се патиме за оружје во немилосрдна борба против крволочниот непријател, што ја пороби нашата земја. И борбата почна. Се редеа акции. Напад на општината во селото Лисиче. Палежи на архивите и ликвидирање на окупаторските слуги во Чашка, Треново, станицата Клајман, Војница, Поменово, Крива Круша. Окупаторот направил долга хроника на овие акции, опишувајќи ги во исто време и нивните резултати. Обрана е општинската каса, убити са кмета, секретар бирника, општинскиот писар и општинскиот стражар. Арестувани били кмета и учителја. Обрана е касата на гарата. Имаме двама убити од злосторниците. И така поред, целото лето и есен 42 година. Не можејќи да се расправи со одредот, окупаторот се нафрли на минутно население. Со огромни војни и полициски сили, каде што минеше сееше смрт. И денес се раскажуваат легенди за борбениот дух на населението. За Битула од Долно Еболчиште, кој и мртва не го испушташе своето дете од рацете.
За Ванчета Ѓакото село Мокрини, за кого се сеќава првоборецот од Азотскиот крај, Стоилко Ивановски Планински. На 16. октомври 1942 година селото Мокрини беше блокирано од бугарската војска и полиција. Во училишниот подрум беа поапсени повеќе селани, меѓу кои Ѓошо Сокаин, Милан Таневски и некои други. Меѓутоа, агентите не беа задоволни, бидејќи во таа група го немаше уште донесено Ванчета Ѓакот, рударскиот работник, кој во тоа време работеше во рудникот во село Габровник. На сите страни го бара. Едно време агентите во помош на некои предатели таму од селото беше го пронашле и го дотераа и него во училиштето, заедно кај неговите другари. Во училишната зграда, горе во самата училна, Ванчета Ѓакот го малтретира на најзверски начин. Беше турен на подот. Еден од војниците му седнал на главата, еден на левата рака, друг на десната и двајца на нозете. Двајца бугарски војници со мотки во рацете чека на заповед од агентот Балкански. Кога тој им даде знак да почнат, прво оној од левата страна, па после оној од десната, наизменично почеле да го бијат Ванчета Ѓакот, по телот. После неколку ударци, алиштата му беа искинати и од месата прскаше крв та дури горе до таваните. На неколку пати престануваа со биењето. Го запрашуваат да каже кај се партизаните и да ги одаде другарите негови што соработуваат со селаните, односно со него. Ванче им одговараше стално дека тој нема врска со партизаните. И откако видео дека не ќе можат од него никакво признание да добијат, тогаш навалија соцета сила и после многу време на биење, Ванче се онесвести. Тогаш потрчаа агентите, донеле вода и го повратиле од безсознанието. Агентите бара да тој каже на селаните, да викне од балконот дека требе сите се што знаат да признаат, оти ги чуваат партизаните, оти се тука во нивната планина почесто. Иванче малце се поразмислил и наводно пристанал да викне од балконот на собраните селани. Тогаш, бидејќи не могол да стане сам да се движи, двајца агенти го зеле подмишка, едниот од едната страна, другиот од другата, и го изнеле на чардакот на училиштето. Тој, кога погледна, ги виде своите селани насобрани во дворот. Малце се разгледал наоколу и наместо да викне како што тоа бара агентите, тој им се обратил на неговите селани. Слушајте, браќа Мокренчани, јас одам што одам, туку вие памтете па враќајте кој ќе остане жив.
Тогаш, кога агентите го чуле гласот на Ванчета, тој потресен повик кон селаните, го враќаат поново во училната и го претепуваат до безсознание. За оđата од Согле кој позволил и жив да го дерат, само да не изврши предавство. Утредента, заедно со другите осудени на смрт, е стрелан во Сеченица, во Богумското поле. Да, ова е масовното убиство кај Сеченица. Запознатото злосторство на пуста кула, за кое се сеќава преживјаниот борец Раде Бурчев. Од групата што ја издвоја, првата група на 14 септембар 1942 година, тоа беше Панзе Бурчев, Перо Грков, Атанас Домазетов, Душа Димитриев, Атанас поправо Андреја Басаров, Камка Тоцинова, Амет Баба од село Иванковци и Панче Пеше од Куманово. Стигнавме на местото звано Пустакула, на окуката, на едно 20 метра, изнад главите наши запукаа со машинки. Тоа точно го видав јас оѓинот, добро, прилеќи беше мрак. Првата редица спадна како спаеше, така стрела. Втората редица бев јас, Душан Димитриев и Панче Пешев. Исто така ја стрела и третата редица. Ние меѓувремено паднавме доле у шанецот и другарите што беа покосени од машинките паѓаа. Одмазда за одмазда беше лозунгот на одредот. Се редеа нови акции. Окупаторот трпнеше, кметовите даваа оставки, учителите бараа да се враќаат дома во Бугарија. Реквизиционите комисии не сакаат да одат по селата. Околискиот управител јавуваше во Скопје. Ве известувам, господине директоре, дека административната служба и реквизицијата во општините Долно Чичево, Згрополци, Извор, Чашка и Лисиче, и не само таму, господин управителе, ја прекратија работата поради тоа што кметовите на тие општини ја напуштија својата работа и своите општини. Застрашени бугарските учители од Велешко околие упатуваат петиција до своите предпоставени. За тоа време да се вратиме во старите предели, каде при спокојни услови ќе се ослободиме од психозата на застрашеност и ужас што не опфатиле. Еден учител од селото Сълп известува: на 6 октомври околу 14 часот четници комунисти го нападнаа селото, одржаа говор за значењето на Советскиот сојуз, а против фашизмот и Хитлера. Пред заминувањето испеја неколку македонски револуционерни песни. Воорушени беа со пушки, бомби, одринки и еден лесен митролез. При заминувањето ми рекоа: даскале, биди слободен, науката е интернационална, ти слободно учи ги децата и биди добар со народот. А одредот растеше. Градот вршеше мобилизација.
Сите што беа компрометирани и не се дадоа во рацете на непријателот, заминуваа за одредот. Во селата делуваа се уште тајните комитети, кои го снабдуваа одредот со се што му е потребно. И растеа луѓето во него. До вчера непознати работници и селани стануваа херои, се бореа, победуваа, но и умираа. Силните окупаторски сили се обидоа уште еднаш да го скршат отпорот на народот и да го уништат одредот. Казнените експедиции повторно палеа и убиваа. Затворите се полнеа со комунисти и симпатизери. Масово се интернираа и испраќаа во логори. Но Велес не се предаде. Одредот и партијата се престројуваа и ја продолжуваа борбата. Одредот стана бригада. Над Велес и Велешко веќе зазоруваше. На 9 ноември 1944 година, по долготрајни и тешки борби, 8-та Велешка, 3-та Кумановска и 12-та Скопска бригада со својот борбен марш победоносно влегоа во Велес. Над него изгреа сонцето на слободата. Остварени беа со ништата на сите синови на овој град непокор, кој ни сета негова робска историја ги положија своите животи. За се она што Велес го даде за борбата своја и на својот народ, тој со право го доби името Титов. Загинавме во Азот сред најцрната од црните ночи, но останавме непобедени и живи сме како непокор и како слобода и во очите на иднината. Ti naši peđa ne proboj nisi štit. Jugoslavija!